Добар ден, крипто ентузијасти. Денеска имаме едно интересно видео кое што е дел од оваа недела. За жал го снимаме малку покасно од ветеното, но знаете, имавме доста многу работа, 3 лайвстрима, 6 часа еден лайвстрим, така да знаете зашто е тоа така. Во секој случај, малку со задоснување, но Stuff.io, тоа е токенот кој што од нас го побара еден од нашите најверни гледачи, тоа е Мадијан Негриевски. Така да прво му благодарам за неговата посветеност, а најмалку што може да направиме е да возвратиме со обработка на овој токен кој што него му е еден од најумилените. Сега, Stuff.io самиот по себе е доста интересен токен и ќе разговараме многу околу истиот, знаете, тоа го правиме на стандарден начин. Како и секогаш прво овие коини, односно токени ги предлагате вие. Како што може да видите, вака изгледа постот на нашите социјални мрежи на Facebook, каде што вие ги предлагате коините кои што потенцијално ви би ги обработиле. Веќе имаме обработено повеќе од 105 токени, односно коини на македонски јазик. Вака се даваат предлозите, а потоа ние избираме во еден блок од 4 коини, односно токени, како ќе биде редоследот, гласате вие за овие коини кои што сме ги избрале за следни за обработка. Сега, каде може да ги најдете? На нашиот канал во оваа ситуација на YouTube има посебна плейлиста во која што ќе може да ги најдете сите овие коини, односно токени обработени на македонски јазик. Тоа е основната идеја, да се направи плейлиста на која што ќе може македонците на македонски јазик прво да се информираат за сите овие коини, односно токени, со тоа што на нашиот канал ова е плейлистата анализа на коини, односно токени, каде што може да ги најдете од најголемите Ethereum Chainlink па надолу до помалите коини кои што ги обработуваме во овој дел од bull маркетот. Ова се само првите видеа, во текот на bear маркетот планираме да ги обработиме повторно сите овие коини со нови апдејти и со се што се случува во самиот проект. Со тоа што како ги обработуваме на овој начин. Значи на секој од овие видеа одговараме на овие 6 групи на прашања кои што се конструирани од наша страна. Ова е наша лична, би рекол, стратегија за истражување на алткоини, со која што, така речено, одговорите на овие 6 прашања треба да ни дадат целосна слика за овој коин, односно токен, и се што треба да знаеме за самиот проект. Дополнително, само за оние кои што потенцијално сакаат да знаат, од преостанатите коини кои што се во овој блок, после Stuff.io треба да го обработиме Dent, Morpho, Core, тоа се нели исто така Dent и името на проектот и името на токенот, и дополнителни 2 токени на огромно барање на заедницата. После овие 3 коини кои што ќе бидат обработени наскоро, ќе го обработиме Pi, кој што знаете дека има огромно барање да биде обработен, и исто така Ethena, односно ENA токенот. Така да тоа е во однос тоа како го правиме ова, како што знаете, секогаш почнуваме со првото прашање, а тоа е апликација. Односно, која е главната апликација и што представува причината поради која што овој проект постои, каков тип на проекти од реалниот свет решава и зошто и дали има конкуренција во крипто и надвор од крипто. Сега, прва работа која што треба да спомнеме само на кратко е дека самиот Stuff нема свој блокчейн, односно истиот е токен на Cardano блокчейнот. Компанијата која што стоеше позади него и верувам дека се уште стои е Book.io, а страната е нормално Stuff.io, ќе разговараме за се околу тоа, не се секирајте. Само уште да напоменам, значи Stuff.io е името на проектот, Stuff е токенот. Една работа која што мораме уште на самиот почеток на ова видео да ја спомнеме. Неговиот маркет кап е екстремно мал. Зборуваме за само 13 милиони и 300 илјади долари маркет кап. Проектот е многу интересен, можеме да видиме сериозни играчи во него, уште од самиот старт и сидинг, кој што ќе го спомнеме во следните неколку минути, па натаму кон неговата работа во, да речем, поново време сега. Пак ќе напоменам, има доста добри играчи, но ова е многу битно да се напомене. Ова е маркет кап кој што е екстремно мал. Дури од оние 2 проекти кои што ги имаме со повеќе од 200 милиони долари, како што беше првенствено XDC и Alchemy Pay, ова е уште помал проект. Така да затоа ова е екстремно голем ризик да се превземе за вашето портфолио. Морам да го напоменам ова, затоа што волку мала количина на маркет кап значи дека има и многу мала количина на ликвидност на овој коин. Така да тоа е нешто што мораме да го спомнеме без разлика дали нас се допаѓа или не, тоа е реалноста и сакам да бидеме искрени со вас.
Иако проектот е доста нов, значи од април 2024 година има само една година, значи ова му е прв bull market, што исто така многу битно. Уште еднаш, значи во негова конкуренција моментално се сите они коини и токени кои што занимаваат со токенизација на ствари од реалниот свет, а претежно во оваа ситуација зашто станува збор за рекреативни категории како книги, аудио и видео. Значи овдека единствено би бил аудио реална негова конкуренција, јас други коини, односно токени не сум видел, со тоа што аудио е платформа која се занимава исклучиво со токенизирање на музички фајлови. За разлика од тоа, Stuff.io е платформа која што е целосна. Имаме книги, музика и видеа. Сега, како што ви кажавме, за жал не е ставен во ниту една категорија, освен во категоријата Cardano екосистем, каде што можеме да видиме дека истиот е на, па би рекол, прилично високо ниво. Значи, еве каде се наоѓа, Stuff.io, тоа е некој 10 поголемина коин во екосистемот на Cardano. Не заборавајте дека Cardano екосистемот не е толку развивен и голем како Ethereum, например, и затоа нормално не очекуваме дека ќе има некои огромни маркет капови кога станува збор за овие коини. Уште еднаш, во однос на реалниот свет, сега ќе погледнеме малку подетално, значи реалниот свет секоја платформа која што продава лиценции, така речено конкуренција на Stuff.io. Разликата е во неговата основа, односно за разлика од традиционалните, да речам, Spotify или Amazon или кои да се други провайдери на права со кои што вас ви е дозволено само да ги користите овие фајлови, без разлика дали е книга, музика или видео, овдека вие ги купувате во fungible или non-fungible верзија во однос тоа како креаторот ќе предвиди. Така да идејата е екстремно добра, морам да признаам, стварно е добра, ризикот е стварно многу голем, а после ова обработка дури и да се размисли човек да стави некој денар, отворено ви кажувам, зборувам за мала алокација потенцијално, но како идеја ќе ви покажам на вистина доста интересен проект. Имаме мала количина на Stuff.io, исто така подарена од страна на Маријан Негриевски, така да му благодарам многу околу сето тоа, но дефинитивно не е лошо да се надгради. Кога веќе сме кај овој дел, само секунда, би било добро нормално да го образложиме и тој дел, за да знаете дека и ние имаме мало изложување, само што овдека не е моментално достатно. Дајте ни секунда, веднаш ќе го споделам со вас. Значи, кога станува збор за овој токен, имаме многу мало изложување, но би било добро и реално да се изјави пред вас, за да знаете дека имаме одредена количина на токени. Оние кои што не знаат, нашите портфолија може да ги најдат на нашата Facebook страница овде. Портфолиото во кое што ги имаме овие токени е портфолиото кое што користиме за едукација на самиот канал. Овдека може да го најдете во процентуална вредност и доколку ги распоредиме по неговата процентуална вредност, негде во последните редови, ќе го најдете и Stuff.io, кој што моментално е 0,2% од нашето портфолио. Пак ќе кажам, ова е количина на токени подарена од самиот Маријан, така да му благодарам. Сето ова ќе биде искористено нормално во најдобра намера за развој на самиот канал. Сега, зошто го земам во предвид, покрај тоа што он го сака, две главни причини поради кои што јас лично го земам во предвид е што, погледнете овдека. Во неговиот seeding round имаме две исклучително битни имиња. Првото е од април 2023 година, каде што во овој проект влегува Ingram Content Group, односно тоа е компанија поседувана од Марк Кубан, еден од најбогатите луѓе во Америка, милиардер и голем ентузијаст кога станува збор за крипто, а вториот е Чарлс Хоскинс, кој што пред само некое време во април. Односно тоа се двете главни причини поради кои што ние го земавме во предвид овој проект за обработка, иако нормално Маријан ни е доста близок. На крајот од денот треба да има вистинска причина зашто ги обработуваме овие коини, значи на вистина нешто што ги прави специјални. Да, начинот на кој што работат е доста специјален и интересен и она што се обидуваат да го направат е доста уникатно, со тоа што можеме да видиме. И Чарлс Хоскинс, и Марк Кубан и неговата компанија моментално се инвестирани во овој проект. Као што веќе кажавме во однос на првото прашање, да, од крипто проектите само аудио би представувал коин кој што има директна конкуренција на Stuff.io во однос на музичкиот дел. За разлика од се останато, јас не сум нашол друг проект кој што го прави ова што го прави Stuff.io, односно токенизирање на книги, музика и видеа за приватни креатори. Додека од реалниот свет, нормално дека конкуренција се апсолутно сите кои што го прават ова како бизнис. Сега, ова што гледате овдека е креаторот и CEO на Book.io, компанијата која што стои позади Stuff.io, кој што во едно кратко видео многу добро и многу јасно образложува зошто Stuff.io е битен
и каква е разликата помеѓу Stuff.io и блокчейн технологијата, тоа што кон кое ние се стремиме, да се потсетиме одеднаш. Криптотехнологијата е нешто што го промени целиот свет. Ова е уште еден доказ дека крипто не е само за финансии, крипто не е само за плакање, крипто не е само за зачувување на вредност на вашиот капитал, крипто е многу повеќе. Ова е технологијата која што е следниот чекор на целото човештво. Слушнете што има да каже. No one owns any digital media. For the past 20 years, every time you clicked the buy now button for an ebook, song, movie, or video game, you didn't actually buy it. You just paid for a license to access it. This is because of digital licensing. Сега, ова е првиот дел што сакам да го погледнете, нема да разговараме премногу, уште една минута зборува за што е тоа digital licensing, односно тоа е дигитална лиценца со која што вас одредена платформа како Netflix, како Spotify и така натаму ви дозволува да слушате, односно користите одредена да речем одредена содржина. Така, значи без разлика дали видео, аудио, книга и така натаму, значи дека во моментот кога вие ќе престанете да плаќате членарина или што и да е тоа, вие ќе изгубите право да го поседувате, односно следите овој контент. Така. Со тоа што разликата во Stuff.io за разлика од овој digital контент, значи дополнително не само што ги наградува корисниците, туку ги наградува и оние кои што креираат, односно многу голем дел од овие луѓе кои што креираат добиваат една многу мала количина од, би рекол, тоа што е на некој начин продадено. Прост пример. Ако се сеќавате кога го обработувавме коинот аудио, тоест токенот аудио, го објаснивме истото. Во музичката индустрија околу 10 до 15% е вкупната количина на пари која што е платена за овој контент од страна на гледачите доаѓа до самиот креатор. За разлика од тоа, и аудио и оваа платформа се стремат кон тоа да дадат многу повеќе директно на креаторот и да овозможат контакт директно помеѓу креаторот и неговата креација, односно неговите, би рекол, обожаватели. Creators. That's why we created Media Tokens, a solution that gives you true ownership of your digital media. By combining Web3 technology with industry standard encryption, Media Tokens allow you to buy a digital. Значи ова ќе го објасним малку подоцна. Идејата што е? Да се комбинира криптотехнологијата, односно NFT и нормално обичните токени, fungible и non-fungible, со кои што вие ќе може да креирате она што вие сте го направиле како музичка изведба, видео, запис, книга, да може да го токенизирате преку оваа платформа и на тој начин да го продавате директно на други корисници преку Stuff.io платформата. Digital book, movie, or album, and truly own it, free to share, gift, or resell as you please. This technology not only... Дури и второстепено. Значи, не само што вие може да го продадете, туку и они кои што веќе го купиле, понатаму ќе може да го продадат на второстепени пазари како NFT или како fungible token. Safeguards creators, ensuring they're paid fairly, but also connects them directly with their fans. We've been building and doing it for over 2 years now. Media tokens represent the biggest evolution in the Web3 space, where entire assets are decentralized, encrypted, and secured, inaccessible by anyone else except its rightful owner. Така, значи идејата која е? Онаа креација која вие што сте ја направиле и некој ја купил, ќе може само тој што ја купил со клучот на новчаникот на оној кој што го поседува директно да може да го отклучи и користи. Пак ќе кажам, без разлика за каков тип на медиум станува збор. Значи, тоа е идејата главна, околу ова што моментално Stuff.io се обидува да го направи, како што ќе кажеме, како се обидува тоа да го направи, погледнете и сами. Значи, Web3 технологијата во оваа ситуација се користи, како што знаете и сами, во однос на блокчейн и неговата токенизација, односно на fungible или non-fungible токени, во однос тоа дали сакате да има одредена фиксна количина, како например само 100 од овие видеа или 100 од овие музички записи или 100 од овие книги можете да продадете. На тој начин практично преку оваа платформа вие што правите? Токенизираните ги продавате, како што може видите и сами, на да речем поголема група на луѓе кои се заинтересирани. Во оваа ситуација, значи, пак ќе кажам, на тој начин вие давате право луѓето кои што купуваат овој файл да го користат постојано, се додека го имаат во сопствениот новчаник. Сега, еве како изгледа нивната страна, stuff.io. Значи, како што можеме да видиме овде, ова се така речено, нели, основните групи кои што може да ги најдете. Ние сега ќе отидеме нормално, конкретно една по една ќе ги погледнеме како изгледаат и ќе образложиме нормално како сето тоа изгледа. Значи, првата работа која сакам да ја покажам е book.io. Тоа е посебна страна која што исто така е поврзана со Stuff.io како страна и со самиот токен Stuff.
Значи, ова е се уште во однос на апликацијата, нормално и како истата се користи, што е поентата на овој токен. Book.io, како што може да видите, има опција да купите аудио и нормално обични книги, со тоа што истите, како што може да видите, овдека има која е нивната количина и колку треба да се плати во Cardano, односно ADA, иако цената е во Cardano, односно ADA, вие плаќате во став. Но на некој начин ова е поедноставно, верувам, за луѓето кои што гледаат, зашто многу поголем дел луѓето поседуваат Cardano, да бидеме реални. Така да, како што може да видите, ова се книгите, погледнете, значи на нивната платформа има 329.000 книги, погледнете. И еве опрлика околу $5,000 се собираат од моменталната продажба на овие книги. Сега, еве како изгледаат книгите, значи да ги погледнете како датотека на нивната страна. Значи сите овие книги ќе може да ги купите во дигитална форма и да ги имате како токен. Во оваа ситуација нема да биде NFT, ќе биде токен затоа што може да ги купувате во неограничена количина. Музика, кога станува збор за музика, гледате Stuff.io/store/music, ова е нивната продавница, така речено, каде што може да ги најдете сите овие изведувачи и нивните албуми. Еве, например, ќе отвориме овој, кој што моментално е цел албум, Ghosted Track, и многу ми се допаѓа овој постер, Own Your Stuff, баш на место. Значи, тоа е поентата на блокчейн, каде што ова е целиот албум. Може да ги слушнете овие траки, да видите како е, дали ви се допаѓа или не нормално, и потоа да ги купите. Кога ќе кликнете на Buy, еве како изгледа, значи ви се отвара оваа форма, каде што вие треба да се логирате со ваш новчаник, компатабилен на Cardano, ќе го покажеме тоа малку подоцна. Значи, еве, моментално 4 вакви се изминтани. До сега, вика 10.000 е максималната количина на минтање кое што го има за овој албум, што значи дека станува збор за NFT, кога е ограничена количина. Значи, ова е практично NFT mint, кој што вие го правите преку кликање на Next. Сега овде ќе има прво, колку сакате да купите нормално еднаш го купувате овој албум. Сега овде стои Cardano, но на крајот повторно плаќате во став, според тоа што успеав да го видам. И сега моментално вас ви дава практично да уплатите. Значи ви дава која е количина што треба да уплатите, тоа е 16,46 ADA, мада овдека препоставувам дека ви го плаќате, но на самата платформа сето ова е трансферирано во Stuff.io. Според тоа што успеав да го сватам, затоа што нема премногу информации за овој проект, значи буквално копав ни се што можев да најдам. Значи ова е количината, но на крајот се плаќа во Stuff.io. Тоа е многу битно. И сега вие практично на овој QR код ги праќате вашите ADA токени и го добивате на вашиот новчаник. Сега, еве исто и за Cardano и за видеото, само сакам да го покажам овој дел кога сме кај самиот новчаник, за да видите како тој дел изгледа. Само дајте ми секунда да го најдам новчаникот, за да може да видите точно како изгледа. Ево. Значи ова е вашиот новчаник, така. Со тоа што на овој новчаник вие практично ќе може да ги најдете вашите видеа, музика, книги, се што имате купено моментално. И една интересна работа да видиме кои се новчаниците кои се компатабилни со вакви од Stuff.io, каде што ќе може нормално да ги поседувате вашите ствари, нормално како токени се наоѓаат на вашиот новчаник. Ова е само медиум каде што може да ги погледнете. Само секунда, не можам да разберам зашто не ми ги даде новчаниците, за да ги покажеме, само секунда. Ми дава connected само на Connect Wallet, еве кои се. Значи Eternal, Vesper, Flint Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Brave Wallet, Zerion, Pera Wallet. Ова се новчаниците кои што може да користите за да функционирате на самиот Stuff.io. Значи, очигледно, за жал, нема да го купиме, јас се извинувам на креаторот, но мислам дека ќе не разбере. Сега, ова е делот со видеа. Овде ќе имаме една многу интересна работа и овде ќе имаме и дел со вести кои што треба да ги спомнеме, а тоа е How the World Went Apeshit. Односно, на оваа платформа, како што можеме да видиме, има најразлични видеа кои што може да ги купите, ова се филмови, документарци и така натаму, со тоа што ова е најпознатиот файл кој што моментално го има на Stuff.io и истиот, како што веќе спомнавме, може да купите на истиот начин. Одите Buy и можете да го купите. Со тоа што ова е директно поддржано од еден од најголемите канали Altcoin Daily во криптосекторот. Значи, само ќе го пуштиме трейлер, чисто да видите како изгледа ова што моментално го зборуваме. Значи, ова е документарец за NFT во времето на 2021 година, каде што целосно е обработено како изгледа, би рекол, најголем до сега bull market за NFT, каде што цените отидоа буквално apeshit и се вратија назад. Значи, само ќе опуштиме овој документарец, затоа што ова е една од најбитните работи кои што се десиле на овој проект, а тоа е поддршката од Daily
Altcoin Daily и овој документарец кој што е од Fremantle, една од најголемите холивудски продукции за NFTs, а може да го најдете само на Stuff.io и да го купите во Stuff токен. We're ready to roll. The world went fucking apeshit. This is how it happened. NFT. Non-fungible token. It can be a digital asset like an image. This is going to take the world by storm. And it began with cartoon monkeys. You're an NFT? Yeah, I'm a fucking NFT. The Bored Apes project. There are 10,000 Bored Apes. We're going to release this art, but this art is a key to the club. It was a community that you wanted to be part of. It just snowballed into this crazy thing. You got to ape in. Oh my gosh, look at the money that's being made. There's a tipping point where the sociopaths come in. All they cared about was money. People wanted to get rich. This money-making hotbed of degenerates. Was it the future or was it a hustle? Да се разбереме, NFT технологијата е сериозна технологија. Ова не е зезање. Ова што гледате само незините почетоци кои што како што и секогаш нормално во однос на тест фазата би било многу по прифатливо за секојдневните луѓе да биде тестирано на култура и нормална уметност наспроти директно на нуклеарни реактори. Така да во оваа ситуација тоа е нормално повеќе од очекувано. I didn't know how long it was going to last. NFT markets are crashing. They're just imploded. NFTs are totally, Completely worthless. That's how I do it. I knew we were fucked. NFTs were supposed to reshape economics for creators and artists. You don't think I'm going to get served for a cartoon of stoned cats? You can't make this stuff up. So It was just like a fun thing. It was innovative. We brought so many people together. Oh, we went to zero! It was a mess. Fuck off. There will be nothing like the NFT ever again. The best thing I've ever done, and the biggest mistake in my life. Значи уште еднаш, пак ќе напоменам, ова е сериозна технологија. Тоа што некои луѓе не го сфатија како така, тоа е нивна грешка, но повторно, потребно е време за една технологија да биде прифатена, па така и NFTs. Тоа е повеќе од очекувано. Затоа што NFTs може да бидат многу повеќе. Тоа е повторно криптирана форма на блокчейн файл кој што го поседувате директно, никој не може да ви го одземе и само вие имате директна контрола врз истиот файл. Ова што ќе го погледнеме овдека е најавата на самиот би рекол филм, односно документарец директно од Altcoin Daily и креаторот на Stuff.io. Dude, like, I don't mean to like overstate it, but like it is I think it's kind of historic. Today I sit down with the team behind a brand new crypto movie, How the World Went Ape Shit. This is a giant like Hollywood production company that is like coming to the blockchain. Like it's a huge event. A wild documentary that tells the story of the NFT boom and bust through the eyes of the NFTs themselves. And this is a unique opportunity for people to actually own the content. This doc is being tokenized on the blockchain to allow actual ownership. You know, instead of buying a DVD, whatever, 20 years ago and putting it on your shelf, you're buying something which actually will increase in value. Watch today's full video, as well as follow the link down below for an exclusive opportunity for you. Сега, исто така овдека се понудена награда, значи ако некој од вас го купи практично ова, има шанса да добие Bored Ape Yacht Club, значи моментално Stuff.io дава еден Bored Ape Yacht Club на еден среќен добитник кој што ќе го купи овој филм. Дали е додели не сум сигурен, не можев да најдам, но како и да е, $99 е моментално цената на овој документарец. Сега, ова е само како изгледа целата оваа ситуација, со тоа што ова беше дел од апликацијата. Значи тоа е неговата основна идеја. Кога станува збор за токеномијата за која што сега ќе разговараме, е практично делот каде што прво ќе разговараме нели во однос на неговиот тип на блокчейн, иако го нема, станува збор за токен кој што е накардан од блокчейнот, ќе разговараме на кои други блокчейни го има нормално се што е поврзано со самиот коин, односно токен во оваа ситуација. Само дајте ми секунда. Вака сега. Добро, значи тоа си вестите, практично други вести не успеав да најдам. Као што кажеме, оваа голема, да речем, голема продукција во јули 2025 година го направи овој
продукт, односно документарец директно на Stuff.io, каде што може да купите само со Stuff.io. За жал, други не успеат да најдат. И пред да почнеме со економијата, само уште една кратка работа во однос на креаторите. Линк за креатор порталот може да најдете под видеото, каде што било кој од вас доколку креира било каков тип на книги, книги, музика, аудио книги, видеа, било што во оваа ситуација ќе можете да практично го изминтате вашиот продукт и да го продавате на stuff.io. Со тоа што цените за минтање се следните, нормално сето ова минтање е во Stuff токени, тоа е поентата на самиот токен. Идејата на токенот е да биде медиум за трансакција, како и за минтање на сите овие Stuff, како што викаат нели самите, односно дигитални блокчейн токен верзија на овие продукти. Со тоа што на самиот продукт, како што може да видите овдека, значи за како изгледа креатор порталот и како може да направите минт, значи во основната страна, само секунда да ви го покажам и тој дел. Значи на креатор портал, доколку отидете, ви дава опција да направите минт. Односно се логирате, правите свој така речено свој портал и како што веќе покажавме, само да видам каде беше, овде кодите на креатор портал и ќе ви се појави оваа страна која што сега моментално ја гледавме, каде што избирате што би сакале да токенизирате, значи нема нешто посебно, правите свој профил, ставате профил на кој сте, што сте и почнувате да токенизирате. Аудио книги, музика, сингл, цел албум, e-book и понатаму гледаме дека ќе почнат со останативе кои што гледате овдека, подкаст. Значи ние аплициравме, се разбереме, потенцијално јас би сакал нашата работа да биде овде, затоа што ќе биде во токенизирана форма. Значи кликате овде и потоа продолжувате на понатаму за да платите практично, само што ќе треба прво апload да направите и потоа ги токенизирате и се наоѓаат на book.io. Сега, до сега од оно што успеав да го видам е во однос на каде се наоѓа на кој блокчейн, како што веќе кажавме, матично се наоѓа на Cardano. Сега веќе е достапен на Base, со тоа нормално и на Ethereum, затоа што Base е Layer 2 изграден на Optimism, а тоа е практично Ethereum, така. И Polygon кој што наскоро треба да следи, како и Algorand. Значи тоа се основните блокчейни на кои што ќе биде достапен овој проект. Сега, следна интересна работа која што треба да земеме во предвид е тоа дека има, како што можеме да видиме, 9 милиарди 870 милиони fungible units. Значи тоа се оние токени кои што може постојано да се минтаат, значи тоа дали е песна или видео или што и да е, и 325.000 non-fungible, односно тоа се NFTs, што значи дека навистина функционира, како што можеме да видиме. Сега, во однос на самиот токен, како што можеме да видиме дека Stuff, тоа е и поентата, значи се користи, како што кажеме, за плаќање директно на самиот на самата платформа. Се уште не е достапен на Polygon, како што кажеме сега за сега достапен на Cardano и на Base, со тоа што најголемата количина, односно 98,3% е на Cardano и 1% на Base, значи само што почнува да функционира на Base. Во однос на менувачите на кои што може да го најдете, тоа е исто така едно прашањето кои што ги имаме, за да ги одговориме на, само да видиме каде беше. Значи, тоа е во, само секунда, менувачници, тоа е фундаментална анализа, ќе го спомнеме, иако разговараме за токенови моментално. Дополнително, тоа можеме да го потврдиме и овде, да видиме кои се менувачниците на кои што е достапен, само секунда. За жал, овдека немаме. Значи само овие се спомнати, а на нивната страна овдека можеме да видиме малку подобро, значи на MinSwap, Max, WingGriders и SundaySwap. Значи тоа се дексовите кои што моментално го имаат овој токен ако ви е потребен. И како што кажеме, наскоро ќе биде достапен и на овие, со тоа што Bridge имате директно, значи bridge.stuff.io, каде што ќе можете нормално да го префрлите, се уште не на Polygon, но на Base ќе може да го префрлите. Како и да е, значи ова е да видите како функционира моментално токенот и како може да го користите на други, би рекол, дексови надвор од Cardano. Сега, во однос на повторно токеномијата, значи Stuff токенот, пак ќе кажам, нешто што е со многу мал маркет кап. Овдека е 9, не го смениле очигледно, зашто сега моментално е 13 милиони и 300 илјади, така да во оваа ситуација имаме ликвидност од само 1 милион, тоа е оно што го зборуваме, имаме стварно многу мала ликвидност на овој токен, на 13 милиони маркет кап, и имаме burn. Ова исто така една многу добра работа која што ја гледам овдека, значи vesting schedule за burn, иако кликнав овдека не успеав да го видам, значи не ни го даде, но ни даде, како што можеме имаме овдека имаме countdown на истиот овој токен, на истата оваа страна се изборувам, Stuff токенот,
каде што можеме да видиме колку до сега, значи 1 милиарда и 800 милиони став токени до сега се изгорени. И ова е практично каде може да го видите тоа, значи еве го потврдено е, ова е официјално адресата на која што може да ги видите овие burn токени, која што погледнете која е вредноста ова. 9.920.000 ATA токени е вредноста на овие кои што моментално овде ги гледате изгорени токени на став, а вкупната количина како што гледаме е многу блиску до 2 милиарди и тоа значи дека еве ги тие практично 2 милиарди што ги нема овдека, значи дека веќе се изгорени. Затоа што ја vesting schedule не успеав да најдам, што значи дека тоа ми е единственото. Значи буквално таа количина што фали од total supply до max supply, овдека можеме да видиме дека е изгорена. Така да тоа е добра работа каде што гледаме дека сите токени се веќе пуштени на пазарот во однос на токеномија и дека постојано се горат, со тоа се намалува нивната количина. Како што веќе кажавме, основата на став токенот е поддршка на целиот проект. Значи, од минтање до деливери, односно купување, продавање, секундарно продавање, тоа е секундарните пазари, layer двојките кои што се плаќаат за трансакциите, како и media storage, тоа ќе го поразговараме сега. Односно, во основа, еве како изгледа распределбата на став токенот и како истиот се користи. 70% од она што се продава се враќа назад на креаторот, значи 70% од целата продажба став токените доаѓа назад во новчаникот на креаторот. Со тоа што истиот, како што веќе кажавме, користи став за да може да креира нови ствари, со цел да изминта нови ствари. 30% од ова оди во компанијата, односно во самиот став IO, каде што 30% се користи за оперативни трошоци и 30% се користи за купување став токени. Овие купување став токени се користат за што? За практично награда на сите оние кои се работуваат со самиот проект, како што можеме да видиме овде, а многу подетално објаснето овдека и многу по-добро разбирливо, односно креаторот користи токени за да изминта, така, значи повторно физички да продуцира одредена ствар, сето оно што е изминтано оди на пазарот практично 70% од продажбата да се враќа назад кај креаторот, 30% оди на компанијата, која што 70% како што кажавме го користи за оперативни трошоци на самата компанија, 30% за да купи повеќе став, од кои дел од истите се горат, тоа што го видовме, значи скоро 20% од купната количина на токени е веќе изгорена, неповратно. А останатите ги плаќаат за комисии, маркетинг, трежери. Од неговото трежери директно се плаќаат layer двојките за оперативните трошоци, односно за процесирање на трансакциите, што значи дека, како што можеме да видиме, протоколот ги покрива трансакциите на layer 2 за минтање. Очигледно овдека станува збор за Ethereum, сега за сега нема потреба од layer 2 затоа што на Cardano нема layer 2. Paid in staff исто така. Consume to earn rewards, ова се уште не го најдов на нивната страна, можеби не е уште пуштено. Storage operators исто така се обидов да најдам, ова претпоставувам ќе бидат типови на нодови кои што нудат своја, да речам, меморија за да може да ги зачуваат сите овие работи кои што се минтаат. Значи не успеав да најдам, барав, не успеав да најдам линк за тоа како изгледаат креирањето и како може да станете. Па ќе го замолам и Маријан и било кој друг кој има повеќе информации да ни ги прати, ќе оставиме во коментар или може самите да оставите во коментар, доколку најдете инструкции како да станете storage operator, односно да имате одредена. Сега, ако имаат, можеби користат централизирани, не би можел да знам, но со оглед на фактот дека станува збор за крипто проект, не верувам дека имаат централизирани, односно клауд сервери. Staking rewards исто така. Не успеав да го најдам, барав сегде на нивната страна, не можев да најдам каде има стейк, можеби се уште не е пуштен, но не можев да најдам каде може да правите стейк на вашите став токени, зборувам децентрализирано, не наменувачници. И сега овде ќе имате уште некои интересни работи, како што можеме да видиме од конзумерите, како што може да видите исто така. Значи, конзумерите кои што моментално плаќаат практично 70%, како што веќе кажавме, оди на креаторот, 30% на компанијата. И сега овдека е интересниот дел, каде што секундарните пазари, повторно истите може да видите дека се користи став. Со тоа што вели earn staff reward за секундари, значи на кога ги продавате на секундарните пазари. Друга страна, исто така може да видиме дека и за аналитиката која што моментално не добиваат креаторите, истите плаќаат во став за да добијат аналитика за тоа што е купено, што е продадено, и повторно овде ќе имаме делови за програма на самата страна, каде што за реклама, каде што рекламата повторно се плаќа во став, дали е од креаторите, дали од други лица. Значи ова нормално влегува во купувањето и користењето на став токен. Као што веќе кажаме, во однос токеномијата станува збор за екстремно мал маркет кап, 20% од целиот supply е веќе изгорен
значи 8 милиарди и 162 милиони токени се останати. Не можев да најдам за инфлација ништо. Сега овде ќе имаме уште поголем проблем, односно кога веќе разговараме за техничките делови на самиот проект. Значи прво знаете дека проверуваме дали има некаква поврзаност со real world asset токенизација, а треба да има, затоа што ова е токен кој што токму тоа го прави. За жал, јас овдека не најдов никакви информации. Real world, се извинам. Значи кога ќе запишете став, овдека не дава никакви информации на оваа страна. Само секунда да рефрешираме страната, малку не замрзнала. Само што не заборавајте дека овдека се уште не се сметаат книги и музика, значи ова е за сериозни капитални добра и затоа верувам дека се уште и го нема. Значи како што може видите, став IO се уште нема никакви информации за токенизираните ствари на блокчейн, пошто гледате и сами, значи го нема. Сега во однос на техничка анализа, на кратко ќе спомнеме што се случува со истиот. Како што можеме видиме уште од самиот почеток на овој проект истиот е во bear тренд, значи се уште се наоѓа во позиција 1, се уште не успеал да пробие надвор од овој bear тренд, станува збор за многу нов проект, значи само една недела, само на една недела чарт можеме да направиме техничка анализа и имаме голем bull divergence, каде што можеме да видиме во оваа ситуација дно, пониско дно, дно, повисоко дно и стеснување на Bollinger Band. Очекувам дека наскоро овој како и многу други коини ќе експлодираат кога конечно ќе дојдеме до на долго очекувана altcoin сезона. Се наоѓа се уште под bull market support бендот и под средните вредности на market cipher, значи се уште е во најпочетна фаза на овој bull market. Пак не можеме да знаеме со сигурност, но ова е еден од оние токени кои што според неговиот market cap има екстремно голем потенцијал за движење нагоре, значи како што веќе кажавме, 13 милиони долари е смешен market cap. Но како и да е, останува да видиме. Ова е, пак ќе кажам, најосновна техничка анализа, нема нешто многу да се зборува. Индикаторите се многу ниски, значи RSI се наоѓа на 47, сток RSI иако имаше голем скок, не заборавајте дека MACD е се уште во негатива, Money Flow е во негатива, VWAP само што испадна надвор, значи дека имаме доста голем потенцијал за нагоре. И интересна работа, две локални дна сме утврдиле на 7 јули, така да од овде очекувам бул движење за овој коин. Тоа е во однос на техничката анализа, пак ќе кажам, нема нешто премногу што да се зборува. Сега имаме малку проблем во однос на токеномијата, каде што прво не можеме да најдеме никаква ликвидност, значи тоа е малку, би рекол, премногу е мал проект, верувам дека е тоа работата. Односно, она мала ликвидност од 1 милион што видовме на нивната страна, на дексовите овдека не можеме да најдеме, значи за став IO не ни дава апсолутно ништо. За жал, исто така имаме некаков проблем со Arkham Intel, едноставно не функционира страната поради некоја причина, значи не ни дава никакви информации, како што може да видите моментално, не можам да разберам зошто. Нели овдека проверуваме ако евентуално на самата компанија поседува нешто, најчесто на став, ако запишеме треба да ни даде што има на нивно име, но денеска едноставно не функционира. Исто така и околу vesting schedule, како што може да видите, не ни дава апсолутно ништо. Тоа се некои големи работи кои што се големи минуси, но повторно станува збор за премногу мал проект, доста нов, верувам дека се уште не успеале ова да го стават, но пак тоа се негативни работи кои што мораме да ги спомнеме како голем ризик. Значи ние немаме vesting schedule, иако гледаме дека голем дел од токените се веќе распределени, само 20% фалат и според нашата логика тоа се оние изгорени токени, но нема никаков vesting schedule. Тоа го побаравме и на CoinGecko, истото го побаравме и на CoinMarketCap. Погледнете. Апсолутно нема никакви информации за vesting schedule, затоа и се надеваме дека се е распределено. Исто така, кога станува збор за активност на пазарот, повторно станува збор за апликација, ова не е блокчейн, но повторно немаме информации и број на девелопери на самиот проект, исто така можеме да видиме дека информации нема. Повторно станува збор за мал проект, па верувам дека тоа е дел од причината, но како и да е, тоа се негативни работи кои што мораме да ги спомнеме. И уште една работа која што мене највеќе ме загрижува, тоа е околу децентрализацијата, нема топ 100 rich list. Пробав со staff.io, значи не ми дава за овој проект да видиме кои се оние кои што највеќе го поседуваат овој проект, гледате и сами, значи ова не е staff.io, ова е нешто сосема друго и не можев да најдам. Истото го барав и на CoinMarketCap, некогаш знаете дека и овде ќе има оние, да речем, како мали показатели за тоа колку голема количина од новчаниците се во рацете на китови. Тоа не можев да го најдам. За жал, тоа е доста негативен дел околу овој проект.
И мислам дека со ова практично ги одговоривме сите прашања. Значи апликација објаснивме, од крипто би рекол само аудио, за разлика од реалниот свет, конкуренција би биле сите големи стриминг платформи. Roadmap не разговараме сега, затоа што на крајот од денот ова е нешто за вторите видеа, кои што ќе ги работиме после крајот на овој bull market. Одново ќе ги обработиме сите токени, каде што ќе се фокусираме многу повеќе на тоа што направиле до сега, дали реализирале тоа што го кажале во претходното видео, оние први видеа за коините и што е нивниот roadmap понатаму. Техничка анализа направивме, фундаментална вест, нормално тоа ги поминавме сите вести, партнерства, како што кажавме, големите две имиња се Чарлс Хоскинс и Марк Кубан. Менувачници објаснивме, нема поврзано со кривични судски случаи, тоа е доста добро. Типла блокчейн нема, станува збор за токен. Залиха објаснивме, real world asset токенизација се уште немаме информации, активни девелопери немаме информации и децентрализација немаме информации. Се надевам уживавте. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџио.